Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладневи вести во 16. Денеска гледаме. Ѓоко Ристов седна на обвинителна клупа, ќе одговара за 2 кривични дела. Апелацискиот судија негира вина. Жена изгоре во пожар во куќа во Пинтија. Евроинтеграциите, главна тема на собраниските пратенички прашања. Предлог законот за забрана за пушење при крај, следната недела на владина седница. Америка повторно нападна цели во Иран. Во овие вести детали за судењето на апелацискиот судија Ѓоко Ристов. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Апелацискиот судија Ѓоко Ристов седна на обвинителна клупа. Денеска почна судското рочиште. Обвинението го терети за 2 кривични дела. Тој негира вина. Деталите во овие вести од Зорњанески. Да, денес овде во Скопскиот кривичен суд започна судскиот процес против Скопскиот апелацијски судија Ѓоко Ристов, кој на почетокот од годинава беше откриено дека во домот на неговите родители во Неготино во ѕид биле сокриени 350.000 евра, пари за кои јавното обвинителство тврди дека се на судијата Ѓоко Ристов. Тој на стартот на денешното судско рочиште овде во Скопскиот кривичен суд рече дека не се чувствува виновен за 2 кривични дела, односно прикривање имот и перење пари. Рече дека според обвинението како што го има направено обвинителството, тоа може да му се случи на секој судија или обвинител кој што живее со своите родители на еден кат од куќата. Апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кај кој беа пронајдени задзидани 350.000 евра, негираше дека незаконски ги стекнал парите. На стартот на денешното судење рече дека тој како судија не можел да се гони за противправно стекнување имот и перење пари, бидејќи не располагал со пари од државната каса. Ќе докажал дека парите кои се пронајдени во ѕид на домот на неговите родители се легално заработени. Ова утре може на секој обвинител и судија да му поднесат доколку се најдат средства кај некој што живее со родител на еден спрат, а службеното лице на втор спрат и се пронедат парични средства кај неговите родители. Излегува дека парите се на службеното лице или и да не живеат заедно. Ова кривично дело е страшна злоупотреба од страна на обвинителството и треба да се размисли што може утре на секој да му се случи. Обвинителството уверува дека ќе докаже вина кај судијата Ристов за 2 кривични дела. Катот од куќата на неговите родители во Неготино, каде се пронајдени парите, го користел судијата. Сумата од 350.000 евра била пронајдена задзидана во кујната, а парите распоредени во 13 пакувања, најголем дел во апоени од 500 евра, кои според обвинителството тешко било да се пронедат во банка или менувачница. Во суштина, за непријавување на имотот, и тоа оние 350.000 евра, кои се пронајдени, за кои со сигурност можеме да покажеме дека не може да бидат имот кој легално го поседувал. И тоа кривично дело ги во суштина подразбира тие елементи, како и за кривичното дело перење пари, кое подразбира криење, држење на пари за кои сторителот свесно знае дека се незаконити и дека потекнуваат од казнево дело. Адвокатите на Ристов тврдат дека имаат докази кои на судот ќе му покажат како се стекнати парите, но и чие ракописот на ливчињата на кои била напишана сумата на секој од 13 теснопови пари. Најавуваат ДНК и финансиско вештачење, а со графолошко ќе се докажува дека ракописот не е на судијата Ристов. Нашата теорија на случај дека обвинителството нема случај. Дека кај него ѕидовите зборуваат, доказите молчат и дека секојаш сензацијата е пред презумпцијата. Во конкретниот случај ќе чуете во текот на постапката од кого се земени предметите, за кој упорно се тврди дека се на судијата по принцип, ако е нешто најдено кај твоите родители, мора да е твое, нешто што е далеко од вистината. Во случајот е обвинет и адвокатот Фехми Стафа, кој се спогоди со обвинителството и доби затворска казна од 15 месеци. Тој беше фатен со 20.000 евра. Пари кои како подкуп требало да ги добие судијата Ристов, за да влијае да не биде одреден притвор за Љупчо Пецов ѓаволот.
Судењето продолжува на 9 јуни. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 85 годишна жена загина во пожар што синоќа избил во куќа во населбата Пинтија. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, пожарот бил пријавен околу 1 часот и 48 минути по полноќ во куќа собственост на 45 годишната СК, каде живеела со незината мајка МВ на возраст од 85 години. Жената се здобила со тешки повреди во пожарот и починала на местото на настанот, а смрт констатирал лекар на итната медицинска помош. Пожарот бил изгаснат од екипи на бригадата за противпожарна заштита на град Скопје. Надлежните служби во текот на денот ќе вршат увид за утврдување на причината за избунувањето на пожарот. Денеска во 1 часот и 48 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека во куќа собственост на СК, а во која живеела и незината мајка 85 годишната МВ во населба Пинтија во Скопје настанал пожар. Од повредите здобиени од пожарот починала МВ, а смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Пожарот е изгаснат од страна на бригадата за противпожарна заштита Скопје, а во текот на денот ќе биде извршен увид. Општина Центар почна да ја полни дупката на граделиштето кај Теодосиј Гологанов. Ова е првична мерка за понатамошно утврдување или чекори да општината ќе носи нови одлуки. Почна затрупувањето на огромната јама кај булеварот Теодосиј Гологанов, каде по драматичното свлечиште се отвори сериозен безбедносен ризик за околните објекти и граѓаните. Од пладне, багери, камиони и градежни екипи работат на терен во обид да го стабилизираат земјиштето и да спречат ново лизгање на тлото. Надлежните уверуваат дека состојбата е под контрола, но просторот и понатаму будно се следи. Нови денеска излегоа градоначалникот Герасимовски, представници на инспекцијските служби и експерти од градежниот факултет кои ги координираат итните мерки за санација. Според препораките на стручните лица, во тек е затрупување и затврстување на јамата со цел да се стабилизира теренот и да се заштитат околните згради. Од општина Центар се децидни дека инспекцијските служби остануваат на терен, а против инвеститорите и изведувачот веќе се водат постапки поради утврдени неправилности и непочитување на одобрението за градење. Сликата од граделиштата во центарот на Скопје повторно отвора сериозни прашања за тоа колку навистина се почитуваат законите на терен. И покрај најавите за построги казни и засилени контроли, работници и понатаму се изложени на ризични услови и работат и за празници. Треба секоја институција во рамките на своите надлежности максимално да постапува. Да, капацитети навистина нема доволно, меѓутоа не треба да биде оправдуван секогаш капацитети. Треба максимално да се работи и да се казнуваат оние кои навистина прават прекршоци во тој поглед, бар во однос на безбедност и здравјето на луѓето, тука нема простување за никого. Од надлежните се најавува за јакнување на инспекцијскиот надзор и пострага казнена политика, но останува дилемата дали тоа ќе биде доволно за да се спречат повторување на вакви ситуации. Габриела Лескова, Сител телевизија. Евроинтеграциите, главна тема на собраниските пратенички прашања. Левица поднесува интерпелација за Тошковски. Евроинтеграциите, главна тема на денешната седница за пратенички прашања. За албанската опозиција темата етничките прашања исто така редовна тема. Од обврски кон Брисел до јуни останува само уште еден камен на сопнување. Тоа се повисоки плати за судиите. Но овој чекор нема да биде исполнет без да се испорачаат резултатите. Ова е одговорот на премиерот Мицкоски за тоа, докаде сме со реформската агенда. Тој посочи дека се останата во делот на правосудството. Од законски измени до зголемен буџет за нови 200 вработувања во судството било реализирано. Изолирана ќе остане и обврската за уставни измени, со која деновиве, како што рече, манипулира јавноста. Сега се барат дополнителни зголемувања на примањата. Дополнителни зголемувања без јасни резултати нема. Тоа како влада нема да го дозволиме по цена тој чекор да не успее. Но и да не успее овој чекор, ако е тоа условот. Ние повторно и во јуни, и во јунскиот извештај ќе бидеме подобри од самопрогласените фронтранери, исто како што бевме и во декемврискиот. И така ќе бидеме до крај. И ќе го изолираме ова за кое што денеска води кампања опозицијата, промена на устав. Во ред,
ја разбирам опозицијата, ќе води лажна кампања, но како демохристијанска партија и опција треба да простиме. Тоа не разликува нас. Тоа што ние умееме да простиме, но не да забораиме. Ке простиме, но нема да забораиме. Мицкоски вели дека правдата мора да почне да функционира и повтори дека има големи очекувања од новиот обвинител. Имаме отприлика 120-30 ревизорски извештаи на институции доставени до обвинителството. Барем ревизорите велат дека констатирале многу незаконитости. Очекувам барем врз основа на тие, би рекол, ревизорски извештаи да се постапува и барем врз основа на тие ревизорски извештаи да се испорача правда. Тебе не мора ништо повеќе. Ревизорот е избран од претходната влада. Опозицијската СДСМ пак прашуваше за задолжувањата, но и за безбедносната состојба. Дали владата во јуни подготвува ново задолжување од околу 350 милиони евра за остатокот од еврообврзницата и на кој начин планира да се обезбеди тој износ? И ова најавено задолжување од ваша страна треба да се гледа во целокупниот контекст на долгот. За разлика од вашето владење, нашето покажа економски раст, значи од 3,5% во последните 6 квартали, а вие од 2017 заклучно со втор квартал од 2024 година двојно го зголемивте јавниот долг, а што понудивте на граѓаните? Економски раст од минорни 1,9%. Дали господин Тошковски сега ќе понесете одговорност за целосниот распад на безбедносниот систем? Од насилства преку 5 тони дрога до најновиот скандал со можни протекување на државни тајни и НАТО документи, дали, господин министер, чувствувате морална и политичка одговорност за состојбите во Министерството за внатрешни работи? И дали конечно ќе понесете оставка? Народот гледа дека има огромна разлика од тоа што вие го правевте до тоа што ние го правиме денес. И сега вас ве боли, па ќе ве боли. Нормално е да ве боли. Се откриваат милионски скандали кои што биле злоупотребувани народни пари од претходно и ве боли. Па ќе ве боли нормално. Како да не ве боли? Како да не ве боли? Како да не ве боли? Која половина од вашите околу вас или не се водржава или се предмет на кривичен прогон. Во јавност доодите со информации во рамки на предистражни постапки кои што се работат во Министерството за внатрешни работи во согласно со наредби и напатства дадени од страна на јавните обвинители. Оваа говорница не ве штити од информации изнесени во јавност кои што се поврзани со нарушување на тој принцип на тајна. Албанската опозиција редовно за етничките прашања. Во 2020 година премиерот изјави дека не е во ред еден народ да се оценува со проценти. Ова беше изјава на премиерот и се сложи зошто да нема уставни измени за ова да се префрли како албански јазик. Јас очекував за да вие бидете објективен пред да го поставите вашето прашање, да кажете ние стоиме позади нашите сограѓани македонци. И заедно ќе се бориме тие да ги применат, бидејќи се составен дел од новата методологија за преговори во Европската унија. Така настапува објективен поддржувач на соживотот во мултиетничка Македонија, мојата и вашата татковина, како македонец и албанец. Нашата заедничка татковина така се гради, која ќе се поддржуваме едни со други. Да, јас поддржувам да не се гледаме низ призмата на проценти, да ви дадам и кој конкретен одговор. И токму затоа ќе имате можност многу скоро овде во парламентот да го гласате законот за правична застапеност, каде што процентите не се важни, туку квалитетот. Катерина Нешкова, Сител телевизија. А Левица поднесе втора интерпелација против министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Интерпелацијата се темели на обвинување за сериозни пропусти во работењето на министерството, селективна правда, нефункционално постапување и судир на интереси. Министерот Тошковски пак ги отфрла обвинувањата. Во одговор на прашање од ДУИ ги повика да се обединат со Левица. Алудираме на несоработката во случај шпионажа кај највисокиот државен врв, потоа непостапување за откривање криминал со надзорот во Бехтел и Енка, на кој што ќе треба да одговори министерот пред пратениците, и непостапување кај делоградбите во Чаир. Една точка е посветена на куќниот притвор за Артан Груби по случајниот дил со ДУИ, чиј лидер, да подсетиме, се уште има државно обезбедување.
Следното е запрената постапка за милионскиот криминал со канцероген мазут. Алудираме на командната одговорност и полициските пропусти кои доведоа до трагедијата во Кочани. Ова е попатно споменато, бидејќи имавме една посебна интерпелација за тоа, но веќе има пресуди против полицајците. И следното е незаконитиот претрес кај директорката во училиштето во Демирхисар. Четвртата глава е посветена на непостапување на македонската полиција во случај на семејно, врсничко и родово базирано насилство и говор на омраза. Пазите сега коалиција СДСМ, Левица и ДУИ. Каква коалиција е таа за пропаст на државата? Тоа е неверојатно нешто. И повторно, по трет пат покажувате дека координирано, заеднички, раче до раче, кога станува збор за барање за интерпелација на министерот за внатрешни работи, така заедно, фино, лепо, културно си се дружите, си се охрабрувате, си се поддржувате и обидувате да ја манипулирате целокупната македонска јавност, која што е многу мудра, повторно покажувате дека сте си заедно, и тоа си е ваше право, ама македонците, албанците, турците, власите, ромите, србите, бошњаците и сериот останат убав народ кој што живее у оваа убава држава, не ви верува. А во собранието, освен денешната интерпелација на Левица за Тошковски, во процедура е интерпелација за министерот за земјоделство Трипуновски. Собранискиот спикер Гаши Попладнево најави дека за неја ќе се расправа на 10 јуни. Гаши вели дека не го прекршил деловникот кога назначил преседавач на Комисијата за финансирање и буџет за нов заем, што пак беше причина СДСМ да најави интерпелација токму за него. Предлог законот за забрана за пушење при крај. Следната недела на владина седница. Америка повторно напад на цени во Иран. Предлог законот за забрана за пушење е при крај. Следната недела се очекува владата да го усвои. До тогаш граѓаните ќе се одвикнуваат од пушење со лепенки и мастики за џвакање кои министерството ги стави на позитивната листа. Статистиките пак покажуваат загрижувачки податоци за процентот на пушачи во Македонија. Рече се секој втор возрасен во земјава пуши цигари. Процентот на млади од 13 до 15 години кои користат тутунски производи е 14, од кои 9 од 100 електронски. На светскиот ден без тутун, од СЗО вела дека бројките се загрижувачки, посебно кај адолесцентите. Тутунската индустрија користи тактики и ги прави цигарите модерни привлечни, со разни вкусови, за да ги навлече младите да станат зависници. Иако е забранета продажбата на цигари на деца под 18 години, 3/4 успеваат да купат. Од СЗО повикуваат законите да се почитуваат. Making sure that young people are aware that the age restriction for the sale of tobacco is enforced, that tobacco is not allowed and tobacco products and e-cigarettes are not allowed to be advertised for young people. That is critically important. And the industry, particularly the hospitality industry, has a big role to play. The fact that the law is not in place does not mean that bars, restaurants could not stop people from smoking inside. Предлог законот за забрана на пушење при крај. Следната недела се очекува владата да го усвои, пошто ќе биде пратен на гласање пред пратениците. До тогаш граѓаните ќе се одвикнуваат од пушење со лепенки и мастики за џвакање, кои здравство ги стави на позитивната листа. Се размислува и за зголемување на даноците и акцизите, за да станат цигарите помалку достапни. Се со цел да може тие граѓани да размислуваат два пати дали ќе се трошат пари за кои што ќе може да им оштетат на здравјето или тие ќе ги пренасочат кон други активности кои што ќе бидат за позитивни цели. Според СЗО, на 3600 лица секоја година умираат во земјава од болести поврзани со употреба на тутун, што е околу 13 од 100 од сите смртни случаи. За лекување и здравствена заштита, државата годишно губи над половина милијарда евра. Покрај човечката цена, пушењето носи значителни економски последици преку зголемени трошоци за лекување, намалена продуктивност и предвремена смртност. Ако не се преземат мерки, во следните 15 години државата може да загуби 58.000 жители и речиси 13 милиони евра. Во споредба со нас, просекот на пушачи во Унијата изнесува 24 од 100.
4 милиони адолесценти на возраст од 13 до 15 години користат тутун, додека 4,2 милиони електронски цигари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Идејата за нов клинички центар се уште постои, но постојат и размислување дали е потребно да се гради или пак да се реорганизира постојниот клинички центар. Инаку анализата на ФЗО покажува пораст на болничкото лекување во земјава. Дали нов клинички ќе ги реши листите за операции и ќе го намали времето на чекање за преглед кај специјалист? Со добра организација на општите и клиничките болници, од Фондот за здравство смета дека можеби нема да има потреба за нов медицински комплекс во Скопје, кој се најавува веќе 15 на години. Овој став од ФЗО го темелат на податоците од анализата за болничко лекување во последните 3 години, кои покажуваат пораст на бројот на сложени интервенции во 9 од 12 болници во внатрешноста, како и во КБ Штип, Битола и во ГОП 8 септември, која според обемот и квалитетот на услуги била на ниво на клинички центар. Ние издвојуваме за здравство 5,3% од БДП и 13% од буџетот. Без голема промена во фискалната политика, нови средства нема да се случат за здравство. Тогаш ние мораме да се фокусираме како ова што го имаме, а има болници, има кадар, има стручни луѓе, да најдобро ги скомбинираме за да добиеме максимални ефекти. Инаку анализата на ФЗО покажува пораст на болничкото лекување во земјава. За 2 години има 10.000 хоспитализации повеќе. Лани имало 194 лежечки пациенти, за кои се потрошени 32 милиарди денари. Најмногу раст на болнички случаи имаме во две подрачја, тоа се очните болести и болестите на мускулно-скелетниот систем, над 20%, и тоа се должи на обидот да ги намалиме листите на чекање во очни болести за катаракта, а во другата категорија планираните операции за колкови и слично. Од друга страна, според податоците од фондот, пат на хоспитализации за 3% има за кардиоваскуларни болести и за болничко лекување поврзано со породување, поради пат на наталитетот. Александар Динев, Сител телевизија. За 10 пати повисоки казни, поголема прецизност при склучување договори и глоби за добавувачите предвидуваат измените на Законот за нефер трговски практики, кои наскоро треба да бидат пред пратениците. Според заменик министерот за економија, целта е посилна заштита на граѓаните од неправедни поскапувања. Казни повисоки за 10 пати, поголема прецизност при склучување на договорите, но и глоби за добавувачите. Измените во Законот за нефер трговски практики се подготвени, а според заменик министерот за економија, наскоро ќе бидат изгласани во собранието. Новитет ќе биде и добавувачите да имат казни од таа казнена политика од законот, бидејќи оние кои ги поддржуваат нефер трговските практики од страна на трговците на некој начин се соучесници во сето тоа на грбот на крајот од денот на грбот од граѓаните, бидејќи сето тоа преку цената го плаќаат граѓаните во Република Македонија. Законот до лето се надевам дека ќе биде спроведен преку собранието на Република Македонија, каде треба да бидат изгласани тие измени. Паралелно подготвена и потрошувачката кошничка, која официјално треба да биде усвоена на економско-социјалниот совет. Ристевски вели дека нема да биде пандан или конкуренција на синдикалната минимална кошничка, туку ќе служи како економска алатка. Тој оцени дека владата држи инфлацијата под контрола и таа во моментов е на стабилно ниво. Според него, моменталните поскапувања не се алармантни, за да се воведат мерки како што е замрзнувањето на маржите, но државата е подготвена за сите идни економски предизвици. Појасни дека растот на цените главно е диктиран од зголемувањето на транспортните трошоци за над 10%, што е директна последица на глобалната енергетска криза. Нормално е да има мало покачување на цени на одредени производи, но сето тоа е дозволено доколку е економски оправдано. Ние успеавме да смириме инфлацијата пред да почне светската економска криза и беше проектирана на 2,5 до 3% од страна на Народна банка и владата, меѓутоа сигурно ќе имаме малку повисока инфлација, ќе гледаме да биде во
рамките на тие можности владата во иднина е спремна да ги спроведува сите законски можности и решенија, дали тоа ќе биде во однос на ограничување на цени во иднина или пак во однос на намалување на ДДВ на одредени, например на основни прехранбени производи и така натаму, меѓутоа ќе реагираме во однос на ситуацијата. Во меѓувреме, владините мерки за цените на горивата истекуваат во понеделник. За сега ДДВ-то на бензините е со повластена стапка од 10%, а акцизите и на бензините и на дизелот се намалени за 2 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Нов клинички центар или реорганизација на постоечкиот, за болничките капацитети, што се промени во последните 2 години во Фондот за здравство. Во тема на денот, гостин Сашо Клековски, директор на ФЗО. Председателката Гордана Селјановска-Давкова денеска беше во Штип по показната вежба на Арама, оцени дека вежбата е тест за подготвеноста на армијата за действување на мировни операции. Во присуство на врховниот командант и на високиот воен и политички врв, во Штип денес се одржа показна активност на АРМ, на која граѓаните имаа можност одблиску да се запознаат со дел од воената опрема, возилата и способностите на армиските единици. Показната активност се одржа по повод успешно реализираната воена вежба Блесок 26, во чии рамки беше спроведено оценување на борбената готовност на лесната пешадиска баталионска група. Целосно компатибилно со НАТО стандардите, целосно компарабилно, не случајно, значи, нашата армија, каде и да е, се третира како почитуван, релевантен, дисциплиниран актер и фактор кој што го има потребното знаење. Председателката додаде дека вежбата е тест за нашата подготвеност за действување во мировни операции, за справување со хибридни закани и за равноправно учество во колективниот безбедносен систем. Со повеќе од 1500 учесници, тоа не е само воена проверка, туку јасен израз на меѓусебна доверба, за блескава светлина која што ја изразува цврстината на сојузништвото и силата на заедништвото. Денес повеќе од 180 припадници на армијата под македонско знаме се вклучени во мировни мисии и операции. За Сител, Тајан Ристовски. Реконструкција на студентскиот дом Стив Наумов е во завршна фаза. Министерството за образование вели дека во октомври студентите ќе можат да се вселат. Нови згради, централно грејење и ладење, нови прозорци, врати и тоалети. Студентскиот дом Стив Наумов добива целосно нов лик. Градежните работи се во завршна фаза, а веќе од следната академска година домот повторно ќе ги отвори вратите за студентите. Министерката Јаневска заедно со останатите надлежни денеска прошета низ собите за да видат како напредува процесот. Тоа е во случај, тоа се монтира во случај, тоа е паник. Секој се светло на сензор, секој апсолутно нема услови за нормален живот. И во Кузма, не стои во Стив. Сега да влезете ќе видите и знам нормално ние сме како инвеститори, пратиме како се одвиваат работи, се ново, буквално нови згради со централно грејење, ладење, тоалети нови, буквално нов намештај. Од сега натаму нема бркање глодари, нема бркање инсекти, ќе имаат и соодветна храна, ќе имаат соодветно сместување, нема лепење прозори, нема лифтови што се клатат, нема топла вода. Мебелот се очекува да стигне во јули, пошто ќе следуваат генерално чистење и дезинфекција пред вселување на студентите. Студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу ќе бидат подготвени да примат нови студенти веќе од октомври, а со новата академска година ќе започне реконструкција на уште 7 студентски домови во Македонија. Додека трае реконструкцијата на останатите домови, студентите ќе бидат сместувани на различни локации, дел во приватно сместување, дел во ученички домови. Од Министерството уверуваат дека ниту еден студент нема да остане без покрив. Охрид, Битола, Прилеп, Штип, Пелагонија, Сенич и Кујната во Гоце почнуваат во исто време. Во зависност од големината на домот, реконструкциите и енергетската ефикасност ќе траат година и пол до 2.
За подобрување на студентскиот стандард и реконструкција на домовите, Министерството за образование одвојува 50 милиони евра, од кои 10 милиони се грант средства. Габриела Лескова, Сител телевизија. Самоков ќе биде дестинација на фестивал за екстремен туризам, се одржува 5-та година поред. Дарко Штарговски ево. По петти пат во општина Македонски Брод на 6 и 7 јун ќе се одржи еден од поголемите аутдор фестивали во Македонија, Самоков Екстрим. Главната цел на овој фестивал е развојот на туризмот во овој регион и ставањето на селото Самоков на мапата на атрактивни дестинации за авантуристичкиот туризам. Возење со теренски возила, со мотокрос и АТВ возила, како и планинарење се спортовите кои што 2 дена ќе се практикуваат во поречието. Местното население во Самоков го прифати фестивалот како свој и целокупното население дава значаен допринос во организацијата на истиот настан. Значи, целокупно население дели од самиот настан и затоа од година во година како настан растеме ние. Првата година беше најтешка, но меѓутоа самите љубители на природата, тргнувајќи од возачите, а исто така пешаците го препознаа самиот настан и од година во година растеме ние. Така да еве само крос моторик имаме над 100 и нешто. Пешачката тура имаме околу 50-60 годинава, мислиме дека ќе имаме и над 70 учесници. Кампинг за сите учесници ќе има организирано на стадионот во Самоков, а фестивалот многу придонесува и за развојот на локалната економија, затоа што жителите на туристите им продаваат мед и други домашни органски производи и традиционални специјалитети. Корист имаат и сместувачките капацитети. Заедно со локалните волонтери подготвивме им доста интересна кружна тура, долга околу 12 километри, низ предели полна со зеленило, чист воздух и чувство кое не се опишува со секој чекор. Ги поканувам сите љубители на планината, природата, авантурата да се приклучат на овој настан. Во оваа прилика сакам да ги поканам сите колеги кои возат мотокрос од цела Република Македонија да повелат да дојдат во дводневното дружение во Самоков, каде ќе имаме можност заеднички да уживаме во недопрената природа и мотокрос патеките што ни ги нуди поречието. Организатор покрај општина Македонски Брод е издруженијето Форум за авангардна креативност од Поглеб. За Сител Дарко Штарговски.